Да, значи сега кај се замоветувам 15 на минути повеќе помалку, ама не би те држал. Знам дека си доста концизен кога одговараш, така што Не знам а, баш тоа, не добро. а инаку одлично е тоа, хемингуејски начин на изразување. Ама не сум сигурен дека сум многу концизен. Последно време мислам дека забегувам многу. Почнав да ширам, онака професорски. Али добро, валјда со годините доаѓа. Инаку за социјалните мрежи само да ти кажам, моje мислење е дека ако човек ја нема автоконтролата, да е свесен за тоа што прави и каква интеракција создава, се губат кочниците и се прават глупости. Така е, ама повеќето луѓе немаат само контролата. И затоа и медиумот мора да биде контролиран. Не може медиумот да биде оставен да прави што сака. И најголема грешка кога се социјалните мрежи во прашање што нема никаква регулација. Па не треба да бидат третирани како медиуми. Па баш напротив, ја мислам дека треба да бидат третирани како медиуми. Сега не се третирани, сега се третирани, не знам како што се третирани сега. Ако се третираат како медиуми, ќе се третираат како сите телевизии и весници и ќе сносат одговорност. И тоа е идејата на регулацијата на социјалните медиуми, да бидат третирани како сите останати медиуми, како што на телевизија не можеш да кажеш било што, да кажеш Хайл Хитлер, така и на социјалните медиуми да не можеш да го кажеш тоа. Ако некој каже такво нешто, да одговара. Ама да одговара не само човекот, него и тој што му даат право да го каже тоа. На телевизија, например, ако ти имаш емисија, например на наша емисија, на телевизија, и сега ја почнам тука да го величам Хитлер, ти ќе одговараш затоа што ти као уредник на емисијата, затоа што си позволил тоа да го направи. На социјалните медиуми го немаш тоа. На социјалните медиуми Илон Маск не одговара за тоа што некој нацист таму ќе постира нешто на Твитер. И токму тоа е суштината на проблемот. Ако имаш ти регулација, сопственикот на медиумот, односно самиот медиум да биде одговорен за содржините што се пласираат таму, ќе имаш и контрола, они ќе стават контрола да видат што се објавува, тоа во денешно време изводливо со вештачка интелигенција, ама не сака да го направат тоа, затоа што како прво ќе им се намали гледаноста и прометот и све тоа, а како второ ќе им се намали моќта, односно можноста за политичко влијание. Да, ма види на медиуми како што е YouTube, мислам дека тоа го има и моје скромно мислење е дека доволно е, значи таа контрола да биде во однос на законите на земјата каде што тоа се гледа и се објавува. Така што како што велиш ти, ако има неонацистички изблици, ако во земјата е тоа забрането, според тие закони, сето тоа, значи каде има досека сега, знаеш како со социјалните мрежи е тоа релативно. Во Иран можеби некој ќе го види, во Иран гајли ми за нацизам и ќе пројде тоа, знаеш, тоа е се флуидно. Регулацијата значи големо ограничување и се граничи со цензура. Па да, ама точно дека границата меѓу цензура и регулација е реска, ама тоа не значи дека не треба да имаш регулација. Прашањето исто како например некој ќе ти каже не треба да имаш, не знам, ставање семафори е цензура на возењето. Не е точно, затоа што ставање на семафори е пред се грижа за пешаците, грижа за јавното здравје, да не се вози премногу брзо, да не се убиваат луѓе. Исто така и регулацијата на медиумите, на социјалните медиуми е грижа за јавното добро, за тоа да немаш дезинформација, да немаш ширење на некои такви идеологии. Суштината е да има одговорност и за сопственикот, односно за медиумот, а не само за човекот што го прави тоа. Ќе ти кажам еден пример и после ќе почнеме за оно што имав намера да правим обед. Еден пријател од Германија доаѓа во Македонија. Јас имам тука на полиците, ама ја виде во книжарница, мојата борба на Хитлер. И вика, ова е легално? Викам, да, бе, легално е. Сега, јас не знам колку е тоа точно, ама во Германија била забранета книга мојата борба. Така. А ти си во Австрија, така? Да. Претпоставувам дека некоја слична ситуација. Со тоа што ние сме необременети од тоа, јас сметам дека книгата како книга не е воопшто страшна да се поседува, затоа што не можеме ние да речеме ние сме против нацистичките идеи да не знаеме кои биле тие идеи. Едно е познавањето на идеите, друго е прифаќањето на идеите.
Не, јасно, и во Германија дозволено ти да ја купиш книгата, ама за научни цели, за цели на истражување, ама не за пропагандистички, затоа можеш да ја купиш, само има регулација, односно се знае кој ја купува, ако некој ја купува книгата, има евиденција дека тој е купил или ја земал од библиотека, и после може да ги следат луѓето, така е регулирано. Да се согласуваме тука дека има разлика, дека не знам, едно не е исто Хитлер да се чита Mein Kampf, не знам, во Германија, да се чита поменен во Индија. И свастиката го нема истото значење и во Германија и во Индија, апсолутно. Има тука, ама сега зборам за еден друг принцип. Сега зборам за тоа дека мора да има одговорност, како што целиот свет се договорил дека собственик на медиум, телевизија, вестник, што и да е одговорен за содржината што се пласира во тој медиум, така целиот свет треба да се договори дека истото се однесува и на социјалните медиуми. И не можеш на социјалниот медиум да кажуваш нешто што не би го кажал во вестник или на телевизија. Мора да влади истиот принцип. Како што влади истиот принцип за вестниците, за телевизијата, за радиото, така треба да важи за социјалните медиуми, кои што се нова форма на медиум. Тоа е разликата. Тие се медиуми, исто како и претходните, само што се нова форма. И како што важи едно правило за останатите, така важи за второто. Друг пример, само ако смеам пак, нели, за сообраќај, што зборуваме семафори. Тоа ти е, не знам, како имаш сега сообраќај со автобуси, со, не знам, возови, со коли. Сите тие се регулирани со сообраќајни знаци, пешачки премини и се останато. Утре се појави ново превозно средство, летечки автомобили. Мораше нив да ги регулираш, не може да пуштиш тие да летат како сакат. Ако ги пуштиш да летат како сакат, не знам, ќе ти слетуваат на зграда, ќе удират во дрвја, не знам, ќе се судираат со авиони. Тука и тоа мора да биде регулирано. Значи, практично секој аспект од човековиот живот што има така наречени екстернали, односно што се одразува врз целото општество, мора да биде регулиран. Истиот принцип важи за секој однесување. Истото важи за загадувањето, не за фабриките од джаците, за испуштање вода во реки од фабриките. Секој тој принципот на регулација важи за секоја активност која што влија на целото општество, па така мора да важи и за социјалните медиуми. Добро, не мораше да одиш толку далеко со примерот на летешки автомобили. Овие скутерите што се електричните, кои се најтипичен пример, не се регулирани никако. Сега тука во Италија донесува некоја регулација кај што треба да имаат кација, треба да имаат осигурување и се останато. Ама добар период, доволно време правеа проблеми во сообраќајот, не беа регулирани никако. И тука се согласуваме. Сега околу ова регулацијата и го спомна Илон Маск со X. Јас сакам да почнеме малку со она што ми е за подкастот. Овие интересни контрасти убаво ги наметнавме. Дали тоа што, например, во времето на пандемијата и при крајот на претходниот мандат на Трамп постоеше некоја си хипер потреба од контрола или хиперконтрола, па на Твитер се укинуваа профили. На Твитер, особено на познати личности, се правеше цензура. Дали тоа не беше воведот во она што сега значи X, сушта спротивност, и дали таа, да речеме, неолибералистичка потреба за контрола не го доведе новиот, да речеме, политички момент каде што веќе се граничиме со екстремна десница, да не речем нациофашизам? Ја мислам дека не, ова е теза што често се пласира, ама се пласира токму од страна на овие либертаријанци, односно ултракапиталистите како Маск и останатите, и пред се екстремните десничари. Мислам дека не е така, и ќе ти кажам, например, еден пример од Австрија тука. Во Австрија нели моментално екстремната десница е најака, освои 30% на изборите, сега веројатно уште појака 35%, ама ако видиш тие станаа многу јаки не поради пандемијата и поради тоа што се случуваше во пандемијата, туку поради војната во Украина. Кога почна војната во Украина, тогаш тие почна да стануваат јаки. Ако ги гледаш анкетите за тоа како се движеше нивната популарност, тие бе околу 20%, под 20% веројатно, се до војната во Украина, и тогаш одеднаш почна да растат. Така тие сегде. Не знам, земе популарноста на Трамп за некои други, мање више сегде, може има по некои исклучоци, ама генерално сегде. Мислам дека моментот кај што десницата, екстремната десница, почна да јача е со војната во Украина, и тоа главно поради две причини. Првиот е социјалниот момент, затоа што војната донесе инфлација, односно поскапување, и куповната моќ на луѓето се намали, луѓето осиромашија,
и моменталните либерални центристички партии, нема одговор на тоа прашање. Тие на некој начин го игнорирам. Најдобар пример ти Америка. Во Америка тоа не беше ни тема. Бајден не ни зборуваше за тоа. Не само Бајден, Камала и останатите. Берни збореше апсолутно, ама други повеќето не зборува. А екстремната десница збореше. Екстремната десница беше единствената што збореше за социјалниот момент, со тоа што таа имаше теза дека проблемот е во миграцијата. Тоа што цените рипаат, не е тоа војната во Украина, него тоа се мигрантите, тоа што цените, платите ви се ниски, тоа се мигрантите. Они на некој начин го монополизира просторот и наметна нивна теза, нивна приказна, која што луѓето во отсуство на друга алтернатива ја прифатија. Значи првиот проблем беше што овие мејнстрим партиите, либералните, центристичките, нема воопшто одговор на тоа прашање, едноставно го игнорира прашањето. Вториот момент беше геополитички. Единствената политичка опција што последниве неколку години зборуваше за мир, како ви да е мир, беше екстремната десница. Центристите, либералите, како сакаш да рече, и социјалдемократите, демократите во Америка, тие никогаш не зборуваа за мир. Не зборуваа за мир во светот, за мир во Украина, не. Тие цело време зборуваа, Русија мора да ја победиме, мора да ја понижиме Русија и така натаму. Ја не го бранам Путин, да бидеме начисто. Ја мислам дека Путин направи голема, тоа што го направи Путин е злочин, е злосторство апсолутно. Тоа не смееше да се дозволи. Се разбира, можеме ние сега тука да зборуваме дали Америка претходно не правела исти такви работи и правела, се согласувам дека правела, ама никако не сме да се оправдува Путин, ама сакам да кажам дека она кај што киксираа мејнстрим партиите е што никогаш тие не зборуваа за мир, за тоа како треба се да стави крај на таа војна и што треба, како треба да изгледа светот после тоа, него цело време зборуваа за тоа дека Путин мора да се понижи, дека Путин е закана, никогаш не зборува дека целта е да се донесе мир, него цело време зборува дека треба да се победи Путин и да се нанесе штета на Русија. Единствените што зборуваа за мир е во Америка конкретно. Единствениот што зборуваше за мир беше Трамп. И тој нема да го донесе мирот сега, се разбира, ама барем зборуваше за тоа. Во Австрија единствените што зборуваа за мир во Украина беше екстремната десница. Така што мислам дека тоа се два главни момента што го објаснуваат растот на екстремната десница. Ово околу регулацијата на медиумите мислам дека не е издржана теза, и затоа што кога за време на пандемијата екстремната десница не беше јака. Тогаш дури се појавува многу маргинални партии, многу небитни партии. Во многу држави, дури во Австрија се појави некоја партија, не знам ни како се викаше сега, кои беа тие луѓе, кои што не беа оваа сега екстремна десница партија на слободата, туку беа некоја друга партија, некоја сосема нова партија. Тие исчезнаа. Тие што капитализира на тој момент на незадоволството од регулацијата, од рестрикциите, тие исчезна. Така што мислам дека тоа прашање сега се искористува од страна токму на маски останатите, за да ја пласираат нивната агенда за дерегулација, тоа што го вика дерегулација, односно за да можат уште повише да се зголема својата моќ и економска и политичка, затоа што економската дел од нивната економска моќ доаѓа токму од тоа што може слободно да шират невистина и да зборуваат што сакат, ама и политичката моќ доаѓа од тоа. Така што тие пробуваат да го искористат, да искористат оваа ситуација за да ја наметнат таа теза, ама апсолутно таа теза не е издржана. Да, ма интересното јас би се воздржал да ги нарекувам, да речеме, неофашистички партии, овие партии за кои што дискутираме, партијата на Џорџа Мелони. Така, го кажувам како вовет. Значи, екстремна десница, ама дискутирајќи го ова, јас сметам дека ако е тоа десница која што значи оди суштински спротивно од екстремно левите идеи, и ако се легитимни политички идеи, едно од тие идеи спомнати мир во светот, суверенизам и така натаму, па на крајот на краиштата, ако тоа е легитимно, ако се спроведува по демократски пат преку избори, ако народот тоа го гласа на крајот на краиштата, следејќи го демократскиот принцип, веројатно не треба да се противиме на тоа. Ако мнозинството така гласа. Види, ова исто, например, многу има сега паралели се прават со 1930-тите години, нели Хитлер, растот на нацизмот и во Италија фашизмот, и мислам дека навистина има многу паралели. Знаеш, ти ако земеш и Мусолини на некој начин демократски дошол, односно демократски во наводници, и Хитлер, значи Хитлер, он после тоа прави на некој начин пучи све тоа. Он бил легитимна партија, легитимен политичар кој што бил на изборите, не ги добил изборите, ама бил таму на изборите. И во Австрија има австрофашистичка партија, нели Енгелберт Долфус, и тие биле на избори, тие добивале некоја подршка. Значи не е тоа тука прашањето. Прашањето е како тие добиваат, зошто добиваат, односно зошто луѓето ги гласаат нив и што треба ние да направиме на некој начин за да
тие ослабнат. Мислам дека тука левицата многу греши. Греши по повише основи, ама една од главните грешки е што воопшто не пробува да ги разбере причините зошто тие успеват и на некој начин нивните успеси да ги присвојат, односно не нивните успеси, него тоа што тие го прават добро, а левицата да почне да го прави. Значи кажав според мене што се главните две објаснувања зошто тие јачат моментално. Прво затоа што тие му кажуваат на обичниот човек: јасно ни е дека вие сте сиромашни, дека сиромашивте последните години, ние ќе направиме да се вратите на подобар живот. Тоа го кажува Трамп. Трамп што вика Make America Great Again. Неговата идеја е да им каже на обичните луѓе во Америка: вие денеска живеете полошо од него пред 5 години, јас ќе направам да живеете повторно толку добро или уште подобро него што живеете. Демократите во Америка тоа не го кажуваат. Мислам, демократите не се ни левица, да се разбереме. Левицата веројатно и не постои. Денеска веројатно не постои левица, не постои организирана левица. Постојат фрагментирани левичари. Во Америка Берни Сандерс, можеби Александрио Окасио-Кортес и уште неколку, ама не е тоа некоја организирана моќна левица. Ама пак, ако кажеме алтернативата на овие десничарите, таа треба да учи. Првата работа што треба да ја научи е дека мора да се грижи за проблемите на обичниот човек, со тоа што решението не е во тоа да кажете вие мигрантите се криви и да ги бркате за мексиканците од Америка со авиони да ги депортирате. Туку решението е да кажете криви се олигарсите, криви се милиардерите, како Илон Маск, како Трамп и сите останати кои што ги вивнаат цените во небо и кои што направи вие да осиромашувате, и затоа решението е ние да се бориме против нив, да ја вратиме државата под наша контрола. Државата наместо да работи за богатите и милиардерите или олигарсите, да почне да работи за вас, за обичните луѓе, за работниците, така што ќе ги даночи, ќе ги контролира богатите и ќе ви дава повеќе на вас. Тоа е првото што се однесува на домашно ниво, и второто на глобалното ниво. Таа така наречена левица, која што е, да кажеме, центарот и левиот центар, демократите, социјалдемократите, уклучувајќи поедини левичари, мора да каже дека светот не е моментално геополитички не е добар. Најлош е во последните 30 години, никош не бил толку лош. Имате, не знам, огромни тензии, Америка, Русија, Кина, војни. Мора да се стави крај на војните, мора војната во Украина да се заврши. Да, треба тоа завршување не значи дека вие треба да им наметнете на украинците како што тие треба да направат, но тие самите треба да бидат вклучени во тоа решение, ама тенденцијата мора да биде да се стави крај на војната, не да се војува до крај, и тенденцијата не само во Украина, секаде, Газа например, Кина, све, тенденцијата треба да биде да се намала тензиите, односно да се навратиме кон соработката. Сите оние поствоени институции по Втората светска војна што се воспоставија, Обединетите нации, не знам, ОПСЕ, сите останати, не знам, Светска трговска организација, повторно да се заживеат и да има соработка, како што може светот да соработува. По Втората светска војна во Обединетите нации соработувале, не знам, Кина, Русија, Америка, Черчил, не знам, сите тие можеле да соработуваат тогаш, а сега не може да соработуваат. Сега американците викаат не можеме да соработуваме со Кина, а може да соработуваат со Кина, не знам, пред 70 години. Значи, повторно мора да биде тенденцијата на тоа да се намала тензиите во светот и да има соработка. Не војни, не цари, не трговски војни, не царини, не конфронтирање со Русија и со Кина или со не знам кој, туку поголема соработка. Да, ние можеби сме ривали, Америка можеби е ривал со Кина, ама тоа не значи дека вие треба да одите во војна со нив, туку треба да соработувате со нив затоа што светот има поголеми проблеми на тоа дали Кина ќе престигне Америка или не. Светот се соочува со глобално затоплување, ако продолжи вака за 50 години нема да може да се живее на планетата или нема да може да се живее на голем дел од планетата, ќе се живее во некои делови, ама полна планета нема да може да се живее и имаме огромен проблем со вештачката интелигенција. Уште пред тие 50 години веројатно вештачката интелигенција ќе не совлада нас, односно ќе стане помоќна и ќе не на некој начин ќе не доминира, или поединци кои што контролираат таа вештачка интелигенција, како Илон Маск и останатите, ќе станат премногу моќни и тие ќе станат владетели на светот. Тоа се двете најголеми опасности со кои што се соочува светот денеска, а не тоа дали Кина продава подобри електрични автомобили од Америка и дали Европа извезува повише коли во Америка отколку што извезува Америка во Европа. И затоа левицата широко дефинирана треба да збори за овие проблеми и треба да збори за тоа дека на светот му треба соработка, а не конфронтација.
Има една дефиниција за политичарите во Америка, или барем оние најпознатите политичари, тоа се неоконс, односно неоконзервативци, и тие неоконзервативци ги има и во демократите и ги има во левичарите. И сега, што е суштината на нивната политика? Нивната политика се базира на империјалната моќ на Америка, а империјалната моќ на Америка се базира на, во принцип, две работи. Тоа е доларот како меѓународно средство за размена и војната моќ на Америка. Се останато, производство, услуги, логистика, се е тоа извезено надвор за тоа што големиот, високиот стил на живот во Америка не дозволува тие услуги и работни места да обстојуваат во Америка. Сега, за да може сето тоа да обстојува, треба и понатаму машината на печатање долари без покритие да продолжи. Ако некој се противи, тука е Чичко Сем за звечка со оружјето, односно за да сета ова машинерија функционира, мора да има константна војна за која што не предупреди во својот поздравен говор на заминување Ајзенхауер во 50-тите години, каде што кажа дека тој воено-индустријски комплекс во Америка е генераторот на сите проблеми. И сега, без разлика дали се демократи или републиканци, проблемот останува. Работата е што демократите се некако по-меки во однос на таа работа и оставаат инерцијата да ги води работите, а инерцијата значи почнала таму војна во Украина, после известно време сите ќе заборавиме. Има масакри во Газа, после известно време ќе заборавиме. Има некои проблеми низ афрички држави, ако го нема на вести ќе заборавиме. А поголемиот дел од политичарите и кај нас и во Европа како да сакаат да го подржуваат тоа, како што велат кај нас, турка и нека чади. Кои се логичните одговори на една ваква стагнацијска политика? Не води никаде. Значи, јасно е дека американската надворешна политика е империалистичка, нема тука никаква дилема. Тоа левичарите, не само левичарите, многу луѓе го критикуваат со децени. Нема тука никаква дилема. Ама за мене прашањето е, а дали Трамп, Илон Маск и кои да се таму нудат алтернатива на тоа? Не, апсолутно. Тие ќе го продолжат истото тоа. Единствената разлика е што кога тие се во опозиција, тие зборуваат дека ќе донесат мир во Украина, а сега кога ќе дојдат на власт, сваќаат дека не може тоа да го направат. Дури да има некое примире, нешто да се направи таму во Украина, веројатно и на украинците и на русите има више смачено од војната и само чекаат да се направи нешто. Сите сакаат да заврши војната после 3 години. Дури да направат нешто такво, тоа не значи дека нема да има конфликт или војни во други подречја. Гледате што вика Трамп за Газа. Тоа што го кажа Трамп за Газа, тоа е монструозно, поминува онака. Никој практично не реагира. Реагира можеби некој онака, ама замислете на пример некој да каже такво нешто за за Украина, да каже ќе ги протераме, ќе го исчистиме Киев ќе го направиме да биде појма немам, што сака туристичко место, да Лас Вегас ово она, тоа ќе биде катастрофа, ќе беше катастрофа пред неколку години, денеска може ќе помине. Трамп го збори тоа за Газа. Трамп вика, ќе ги селиме, ќе направиме тоа Ривиера, фантастично подобро место за живот, ќе им дадеме уште подобри услови за живот, тоа поминува. Значи Трамп воопшто не е алтернатива на таквото функционирање. Трамп е на некој начин уште поголема карикатура, односно поголема перверзија на таквото функционирање, со тоа што тој нема да се фокусира можеби на Украина, затоа што веројатно има некакви врски со Путин, бизнис или кој знае какви, туку ќе се фокусира на други подречја, вклучувајќи и Газа, вклучувајќи веројатно и Кина. Мислам дека, значи, јас сум лаик што се вика за геополитика, али ја мислам, она што сум ги читал, коментаторите на дворешно политичка, Мершхаймер и некои другите, мислам дека и некои од тие неоконсти што ги спомна, реалните политичари, односно онаа реална школа во политиката, во економска, се вика, на political economy, они викаат дека на Америка најголем проблем е Кина и затоа војната во Украина со Русија, конфронтирањето на Америка со Русија е бесполезно, не и носи ништо на Америка, затоа што не го решава нејзиниот голем проблем, а тоа е Кина, и тие заговараат со години веќе Америка да се фокусира повише на Кина, со нивната теза, Америка треба да се договори со Русија, ако може да ја привлече на своја страна, за да после тоа се сврти кон Кина. Така што мислам дека веројатно на некој подолг рок Трамп ќе игра на таа карта, ќе се фокусира многу повише кон Кина, ќе се сврти повише кон Кина и се плашам дека тука ни предстои некоја поголема конфронтација. Со тоа што главната поента ми е дека десничарите, не само Трамп, било каде во Европа, во Италија, било каде земји ги,
тие не нудат алтернатива на таквото функционирање. Да, никој од нас не е задоволен со таквото империалистичко размислување, ни на Америка и на останатите држави, меѓутоа екстремната десница не нуди алтернатива на тоа, таа само го продолжува таквото функционирање, можеби со некоја мала промена, можеби не е, не знам, кон една држава, туку е кон друга држава или на некој начин поинаку го пакуваат тоа, ама тие никогаш не се замири. Затоа ни треба да ја критикуваме, да го критикуваме таквото размислување и едните и другите да ги критикуваме за тоа, и овие мејнстрим партиите како Бајден во Америка, демократите, но и Трамп и останатите и секаде во светот, сите оние што се залагаат за војни и за конфронтација и да викаме дека ни треба соработка, не војни, туку соработка. И со Кина, колку и да не ја сакаме Кина, ја не глорификувам Кина. Кина има милион проблеми. Колку и да не ја сакаме Кина, колку и да не ја сакаме Русија, колку и да не ги сакаме било кој друг, како што соработуваме со, не знам, со Нетањаху, како што соработуваме со Саудиска Арабија, како што соработуваме со Ердоган или со било кој друг што не е демократ, кој што јасно е дека не е демократ, така треба да се соработува и со Кина и со Русија, затоа што светот има поголеми проблеми од тоа дали, не знам, како што кажа претходно, дали Кина ќе биде прва економија во светот или Америка ќе биде. Добро, ако внатрешно кинезите се во ред со тоа Кси Џинпинг и комунистичката партија да бидат водачи на Кина, тоа па надворешно не е наша работа. И тука ние не знаеме што мислат кинезите, пошто таму реално и нема демократија. Таму ја нема ниту оваа формална демократија што имаме овде. Јас сум голем критичар на демократијата. Мислам дека веројатно нигде во светот не постои демократија. Не може да збориме за демократија во Америка, кога 30 милиони луѓе немаат основно здравствено осигурување, а 80 милиони или не знам уште повише, имаат само основно осигурување. Со кога идат на доктор може да платен основниот преглед, ама ако треба да идат во болница, не знам, скршиле нога, треба да продадат бубрек за да направат операција, односно за да ја стават ногата во гипс. Тоа не е демократија. Или не знам во Австрија што живеам сега. 15% од луѓето, односно милион и пол, не 15, 25% од луѓето, милион и пол луѓе немаат право на глас. Тоа се странците, како што сум јас, живеа тука со години, има многу што се и родени во Австрија, ама затоа што нема државјанство, затоа што австријците се многу рестриктивни по тоа прашање, немаат право на глас. Тоа не е демократија. Како може да збориме за демократија кога 25% од луѓето што живеат тука немаат основно право на право на глас? Сакам да кажам, критичен сум јас по демократијата, но мора да признаеме дека и во Кина нема демократија. Кинезите никој не ги прашал дали ви го сакате Си Џинпин, и ја, например, исто сум критичен доста кон тоа што го прави Си Џинпин во последно време, затоа што мислам дека продолжувањето на мандатот, тргањето на лимитот за мандат, да има право на трет мандат, беше катастрофална грешка. Една од добрите страни на кинескиот модел, политички модел пред ова сега, моментално беше што тоа беше добра комбинација помеѓу ефикасност, односно ефективност, затоа што имате моќен владетел кој што практично има моќ да прави што сака во државата, ама пак имате контрола, пак имате она што се нарекува check and balances, затоа што го имате политичкото биро, кој што на некој начин во некоја ситуација помоќно од него може да го смени, може да го постави, и мандатот на тој апсолутен владар е ограничено на 2 мандата. Сега го немате моментот на checks and balance, го немате моментот на контрола, затоа што Си Џинпин е неограничен владетел. Мислам дека на Кина на среден рок, на некој можеби подолг рок, и се заканува оно што и се случи на Југославија. Тито владееше, не знам, 40 години, кога умре Тито немаше кој да го наследи. Или оно што се случи во Германија со Меркел, владееше 17 години, кога отиде Меркел немаше кој да дојде. Така што мислам дека можеби моментално на краток рок за Кина е окей што е тоа Си Џинпин, затоа што на некој начин тоа има стабилност, знае како да се однесува со Америка, знае како да ја спроведе тие домашни промени што ги прават сега, свртување кон внатре, не кон надвор, но на некој среден рок се плашам дека на Кина ќе биде полошо со тоа што толку долго задржал Си Џинпин и затоа не го оправдам тоа што тој го прави. Добре, ние кога вака од страни ги гледаме работите, ги гледаме Русија и мислиме дека тоа е една монолитна држава, или гледаме Кина, мислиме дека е огромен монолит, не сваќаме колку внатре има прави национални, а после и религиозни и секакви други малцинства. Апсолутно, но сепак политичарите таму се многу помоќни, односно нивните владетели. Путин е многу помоќен него што е, не знам, во Италија Мелони или во Франција како се викаше Макрон или било каде во Европа. Така што тука не треба да се лажеме, точно дека тоа не се монолитни држави, дека има многу таму и мислам нормално гледа, Кина е милиарди 400 поголема, 3 пати поголема од Европска унија според популација. Нормално дека тоа не е исто апсолутно, ама пак моќта на нивните претседатели и владетели е многу поголема отколку што е на европските.
Сега една друга работа, малку идеолошки би сакал да те чепнам. Кога разговаравме предходниот пат, се уште во Македонија владееше предходната гарнитура, значи лево ориентирана. Во Европа исто така, Бајден беше што толку избран во тоа време. И бевме сведоци како политиката која што се обединува во таа волк култура, а волк култура тука го подразбира не само инсистирањето со секакви родови, сексуални или било какви малцинства, туку инсистирање со тоа дека по секоја цена треба да се спроведе зелена транзиција, дека од денес до утре треба сите да возиме електрични возила или се да премине на електрично, а истовремено сето тоа, како да не сакаше да се види дека предизвикува огромни отпуштања, огромни губење на работни места, луѓе остануваат без домови, остануваат без возила за тоа што стануваат нееколошки и така натаму. И сето тоа се случува во некои земји, така наречени колективен запад. Се случуваше Америка како најголема земја, се случуваше во Европа, Австралија, Нов Зеланд, се останалото, а при тоа, како да не сакаат да видат дека во Кина се гори јаглен и се останато што е валкано, како да нема утре. Во целата руска економија е на јаглен, односно на нафта и на газ. Во Индија имам разговарано со луѓе од Индија, вели во Ганг тече повеќе отпад од колку вода. Во Бразил се сече шумата нели во Амазонија, како еден толку мал сегмент од светот, а сега со излегувањето на Америка од сите тие работи, значи тој сегмент станува уште помал, се сведува на Европска унија, како сите мерки кои што Европска унија дури фанатично ги наметнува. До 2035 исклучува електрични возила, смарт домови со не знам каква изолација, со не знам какво грејење, значи isхврляње на гасот, како релативно еколошка варијанта, туку се дотиде на електрично, како сето тоа на глобално ниво ќе придонесе било што да се смени. Истовремено да не ги заборавиме овие нели другите волк политиките наспроти реалните политики кои што вели денеска ќе направиме 10 нови работни места, утре ќе направиме 100 нови работни места. Значи тој контраст. Значи види, пак мислам дека тука се прави таа грешка што се обвинуваат сите овие работи за, не знам, тоа што лошо се живееше последниве години, односно што светот одеше во погрешна насока последните години, и повторно тоа е теза што наметнуваат десничарите, затоа што тие лично се против овие работи. Тие искористуваат повторно ситуацијата и пробуваат да ја наметнат таа теза, односно да ги тргнат оние работи што тие не ги сакаат. Не се согласувам дека таа така наречена волк култура е виновна за тоа што ние лошо живеевме последниве неколку години или за војната. Не, апсолутно. Проблемот е што само мејнстрим партиите се фокусира само на тие прашања, наместо да се фокусираат и на класниот момент. Проблемот е што мејнстрим партиите, демократите во Америка, социјалдемократите во Европа, заборавија на класата и само размислува за овие либерални прашања, така наречените што ги кажеш волк. Тоа е проблемот. И што заборави и за империализмот и за геополитиката и зборува само за наместо да зборуваат за мир, зборува за војни. Тоа е проблемот. Значи не е проблемот што се зборуваше за волк прашања, туку проблемот е што не се зборуваше за други работи. Требаше да се зборува за све тоа, и за сиромаштијата, и за работничката класа, и за тоа како живеат обичните луѓе, за тоа дека тие осиромашуваат, и за платите, за све тоа требаше да се зборува, и за мир во светот, и за тоа дека не ни треба конфронтација, и за тоа дека не ни треба империализам. И повторно on top of that да се зборува и за тоа дека сите треба да бидеме еднакви, независно од боја на кожа, од религија, од сексуална оpreделба, од све останато. Значи, мислам дека тоа е проблемот. Значи, исто многу важен момент кога се збори тоа волк. Мене тоа волк ми е на некој начин малци и перверзија, затоа што луѓето го користат тој термин без да знаат воопшто што тој значи. Волк терминот почнува, првпат е употребен, е користен од страна на црнците во Америка, и е користен токму во насока на тоа дека тие се експлоатирани
и затоа тие мора да се ослободат и на некој начин волк на нивен сленг за тоа дека треба да се разбудат и да се кренат. И сега луѓето забораваат дека уствари тоа е всушност и добар термин. Црнците во Америка и денеска се експлоатирани. И тоа е на некој начин и нивен обид, очен обид за ослободување, за емансипација, за тоа да имат основни човекови права, односно основно право на живот. И сега луѓето се свртуваат против тоа и викаат не, тоа е лошо. Апсолутно не е лошо. Волк е добра работа. Значи треба да бидеме волк, ама волк значи дека треба да се грижиме и за сиромашните, и за работниците, и за мир во светот, а не само за ЛГБТ и не знам за што друго. Друго што начина, не знам за Кина. Гледај, Кина ти е, например, кога гледаш ти по глава на жител или по единица на БДП. Кина имитира помалце, зарадува помалце од Америка. И не само од Америка, него од многу држави во светот. Не гледам логиката тука. Значи, ако видиме листата на најзагадени градови, Кина и Индија предничат тука. Можеби, ама ако видиш, значи некои градови, некои градови, Индија, Кина не толку, Индија повише, не Кина. А некои градови, ама глобално на цела држава, Кина загадува најмногу затоа што нормално има најмногу луѓе, ама по глава на жител или по единица на БДП Кина не загадува толку многу, апсолутно. Ќе ти пратам податоците, можеш сам да ги видиш, апсолутно тоа не е точно. Освен тоа, Кина има направено најмногу за зелена транзиција од било која друга голема држава во светот. Единствено, значи кој е најдобар денеска во електрични возила? Кинезите. Единствените што сериозно го сватија прашањето за електрични возила се кинезите и затоа станува најдобри во светот. Значи електричните возила не се нешто лошо. Ја не возам кола, ама сум возил тука еднаш-два пати, има вие не рентакар него шеркар во Виена, и сум возил еднаш-два пати електрични коли, ама ми кажували други луѓе што имаат електрични коли. Викаат, кога ќе пробаш електрична кола, не се враќа на старо, тоа е едноставно супериорна технологија. Тоа е како да преминеш од една стара Nokia 3310 или 3210 на денешен смартфон. Гледаш дека она старото врска нема со ово новото. Електричните возила се апсолутно иднината и тие се многу подобри од старите возила и помалку се зарадуваат и све. И затоа треба да се подржат и не сме никако да се обвинуваат тие за било што. Единствените што го свати сериозно прашањето се кинезите. Европа треба да ја критикуваме за тоа што не го свати прашањето сериозно. И затоа се сега во толкава криза и Volkswagen и сите останати, затоа што тие мислеа дека тоа ќе помине некако ово, нашите коли се добри, еве ги затоа се сега таму кај што се. Така што апсолутно и не само тоа, види кој најмногу вложува во обновлива енергија. Во соларна енергија апсолутно најмногу вложува Кина. Тие се лидери во светот во соларни панели. Па зошто првите царини кои ги воведе Трамп кон Кина се однесува на соларни панели, затоа што кинезите станат толку добри во производство на соларни панели, ги произведуваат толку многу поевтино од било кој друг и го преплавија, да кажеме, американскиот пазар. Американците не можеа да произведуваат соларни панели затоа што нивните се не знам колку пати поскапи од кинеските. Така што кинезите се единствените во светот кои што за жал, затоа што и сите други требаше тоа да го направат, кинезите се единствените што го сватија сериозно прашањето за зелена транзиција, затоа што тие не го сватија како не за какво политичко прашање, како прашање на опстанокот на оваа планета. И затоа мислам дека една од областите каде што треба да учиме од Кина е токму и таа зелена транзиција. Да, има тука проблеми, се согласувам со литиумот, со искупувањето на тие батерии, со не знам вакви такви работи, тие rare earths што се викаат метали, минерали, што и да се согласувам со тоа, дека има тука проблеми, литиумот во Србија. Све тоа има, не дека не, ама сепак не смее да се иде против иднината, односно не смее да се зборува за тоа дека не треба да се вложува во обновлива енергија или не треба да се вложува во електрични автомобили. Пази, мислам да него креваме прашањето на толку високо ниво. Замисли, не знам, земји го примерот во Македонија со рек Битола. Мислам сите што живеат во Битола, јам роднини таму што живеат. Сите, не знам, праша кој сакаш, сите во фамилија имаат некој што е болен од рак. Тоа не е случајно, тоа е од рек Битола. Сите ти кажуваат, не знам, кога работи, рек тоа е загадено, не се дише. Не може, значи тоа е не ти треба тука податоци, не знам, CO2 емисии на, не знам, greenhouse gases, не ти треба тоа. Само оти види како функционира, тоа ќе сватиш колку е тоа погубно. А од друга страна Македонија има толкав хидропотенцијал, Чебрен што го зборат више 30 години, никако да се изгради, а може да се изгради. Па не знам, имаш Галиште, па имаш, не знам, Луково поле, па не знам, Бошков мост, па не знам, онаа идеја за Вардарска долина, се направи целиот Вардар со хидроелектрани. Значи имаш толкав огромен електричен потенцијал, неискористен, и ние сега ќе зборуваме, не треба тоа да правиме, треба да
продолжуваме да гасиме јаглен. Нонсенс. Апсолутно треба да правиме, да вложиме многу и во земи го сонцето, е соларна енергија. Ако има нешто Македонија, тоа ти е сонце. Не случајно на знамето на Македонија ти е сонцето, затоа што тоа е земја на сонцето. И сега ние наместо да зимаме енергија од сонцето, да правиме енергија од сонцето, ние ќе викаме не, тоа не ни треба, ќе си гориме јаглен тука, ќе се умираме од ран. Нонсенс е тоа, така што апсолутно нивната е во таа зелена транзиција, но таа зелена транзиција треба да се направи на вистинскиот начин, што значи дека не некои странски фирми да дојдат во Македонија и да ни ги земат ти реките, како што сакаше да прави СДСМ на грците или на кој да им даде. И не само СДСМ, и претходно и Груевски. На странци да им даде да го градат Чебрен, на странци да им даде да градат соларни електрани и тие да се богатат од нашите природни ресурси. Не на тој начин, туку на начин што државата ќе го направи тоа и после тоа ќе биде собственик и ќе остварува профит од тоа и тие пари ќе завршуваат кај сите луѓе, дали преку социјална помош, дали преку ова, дали преку она. Никој не сака да работи у РЕК. Пази, ја тие луѓе што ги знам, имам луѓе што работат у РЕК. Мислам, не само РЕК, било кој рудник земјите. Кој рудар сака да работи у рудник? Влегува таму, иде, не знам, се гуши, знае дека, не знам, на некој начин со секој одење на работа, секој ден на работа му е еден чекор поблиску до смртта. Никој не сака да го работи тоа. Го работа тоа само заради парите, затоа што парите се платата е висока. Дај на тие луѓе кажи, од утре веќе не работите, седите дома, зимате иста плата или не знам 80% од платата што сте земале до вчера, тие пари ќе ги обезбедиме од не знам од новиот Чебрен што ќе прави струја или не знам сите други нови централи што ќе ги направиме, сите ќе ти прифатат. Значи тоа е проблемот што наместо да се направи, да се реши проблемот така што ќе им одговара на луѓето и на сиромашните, кај нас политичарите пробуваат проблемот да го решат така што ќе им дадат на странците тоа да го направат и се разбира дека става 10% провизија во джеб, а обичниот човек ќе остане на улица. И затоа одговорот на тоа не е да викаме не ќе си гориме јаглен, одговорот е да викаме дека да, ни треба обновлива енергија, ни требаат електрични автомобили, но сето тоа не сме да падне на грбот на сиромашните, туку сиромашните треба да видат корист од тоа. Добро, електричните автомобили се всушност и многу скапи, не може така лесно да си ги приушти секој, но една друга работа јас тука затоа што не се производат масовно, кога ќе почнат да се производат масовно нема да бидат. И види сега, знаеш, нов момент тука вчера денове прочита вест, кинезите имаат електричен автомобил што е 10.000 евра и не само што е 10.000 евра, него ќе има како сега тие некои техники, опрема дополнителна опрема што не знам, сега имаш во Мерцедеси кои што се само во оние луксузните, не знам за паркирање за ова зона, кинезите ќе почнат на најосновните коли да им стават таква хай-тек адванс опрема за паркирање, за автономно паркирање, за возење, сами да возат ако возиш на автопат, да можеш да одмориш, да не можеш да возиш. Тоа ќе почне да го стават во коли што се по 10.000 евра, така што не се више толку скапи. Со масовно производство нивната цена ќе се намали, но се разбира дека тоа не може да ја преку ноќ и затоа на почетокот државата треба да го субвенционира тој премин кон електрични автомобили, ама тоа е иднината. Не можеме да сега, гледај, во Скопје, зошто е Скопје секоја недела, еден ден во неделата, најзареден град во светот? Затоа што многу коли се возат. Јако отидам се гори отпад, Брани. Не, тоа отпад не е точно. Значи, мислам, фабриките што горат отпад, да, ама не сиромашните. Значи, пази, и тоа е уште една неолиберална теза на богатите, дека не се криви возилата, не се криви фабриките, криви се овие сиромашните што се греат, што немаат пари, па се греат на пластика и горат отпад. Не, овде зборувам за индустријски капацитети кои што го користат како енергијски ѓубрето. Се согласувам за фабриките, ама луѓето, барем ја онака што сум зборал во Скопје, повеќето луѓе викаат да криви се овие ромите што горат, не знам ваму таму. Не се тие криви. Криви се како прво има многу коли, а има многу коли затоа што нема јавен превоз и криви се фабриките кои што никој не ги секој ги пушта да прават што сакаат. Не се криви обичните луѓе. Ако се криви тие ромите што или кој да е сиромашен што гори отпад, криве затоа што нема пари. Дај му ти пари, дај му парно грење, дај му не знам какво грење, он нема да ти гори отпад. Ама ти не му даваш ништо и не можеш да го обвинуваш него. И па тоа е пак проблемот во Македонија што наместо да се гледат вистинските проблеми и да се нудат вистински решенија, повторно се иде кон тоа да се најде некој жртвено јагне, а тоа обично се сиромашните, ако овде на западот тоа се мигрантите, во Македонија тоа се не знам ромите, тоа се сиромашните, тоа се селаните, не знам што, албанците и сите се против нив, а богатите ваму тријат раци, фабриките што си работат и тие што си возат джипови, што убиваат луѓе на улица, што газат дечиња, тие си преминуваат неказнето. И па тоа е проблем, значи луѓето мора да се освестат дека не е проблемот во обичниот албанец, ром, мигрант, сиромашен селанец, што и да е. Проблемот се овие богатите кои што ги носат одлуките и кои што ги прават сите злодел.
Така, околу хидропотенцијалот на Македонија апсолутно се согласувам со тебе, но тоа е нешто кое што, ако на пример денес одлучиме да почне да се случува, ќе треба да се случува во децениите на таму, затоа што се огромни проекти. Но поентата е дека треба да почнеме. Околу електричните автомобили ќе ми дозволиш да не се согласам со тебе, сметам дека технологијата на мотори со внатрешно согорување е супериорна на таа на електричните, со тоа што цело време се разговара за смена на моторите. Првите мотори на внатрешно согорување се моторите на бензин, Форд и така натаму. Подоцна, Германија својот развој го базира благодарение на измислувањето на дизел моторот. Значи дизел моторот доаѓа кој една супериорна технологија и поиздржлива технологија во однос на овој мотор. Денешницата поседува мотори на внатрешно согорување кои што се 100% еколошки и кои што можат да функционираат. Тоа се моторите на водород. Доколку се инвестира во тоа, нема да има потреба ни од литиум, ни од загадување, ништо, а производот на согорувањето на водородот е чиста вода, така што нула загадување. Значи, не го негирам тоа, значи има и други технолошки апсолутно можности, не викам не, но сакам да кажам дека не сме да бидеме против тој тренд на екологизирање, односно на раззеленување на светот. Значи, загадувањето е сериозен проблем, не само поради тоа што научниците викаат, не знам, CO2 емисии, па се, не знам, температурата надмина 1,6 степени над, не знам, преиндустријското ниво. Не само тие такви неразбирливи факти, него секој треба да тргне од самиот себе си. Нека се направи споредба какво е времето сега, какво било пред 30 години. Дали има сега повише дождови, дали има повише, да кажеме, тропски дождови, поплави, дали има повише пожари него тогаш, дали летно време е многу потопло. И во Австрија, например, она што е феномен, пред лани беше многу топло летото и кажува за Виена, ги нарекуваат тие тропски ноќи, ноќите кога температурата не паѓа под 20 степени. И правеа споредба, значи само тогаш кога го читав тој текст, само до тој момент, негде на средината на летото лани, имаше 20 тропски ноќи во годината, а вика дека, не знам, од период од 1980 до, не знам, 2005-10 така нешто, во сите тие 20 и нешто години, имало вкупно толку 20 тропски ноќи. Значи, тоа е јасно е дека климата е променета, јасно е дека постои она што се нарекува глобално затоплување, тргне од загадувањето, како е воздухот во Скопје, како е воздухот во Битола. Тие проблеми се реални, значи и глобалното затоплување и загадувањето се реални проблеми и ние не смееме да ги негираме. Можеме да зборуваме што е решението, и водород, не знам, фисија, фузија, ваму таму, не знам што, можеме да зборуваме за тоа, не викам не, ама мораме да се согласиме дека загадувањето и климатските промени се реални и дека треба да ги решиме. Да, согласувам со тебе, иако главниот проблем повторно го игнорираме, тоа е дека. Јас имам стари фотографии од плоштадот во Скопје, тоа беше комбинација од малку згради, многу зеленило, трева, дрвја и така натаму, сега сето тоа е исечено. И тоа е еден генерален тренд. Претходно го споменав Бразил. Бразил и понатаму продолжува заради лукративни причини да ја сече, да ги сече белите дробови на планетата, тоа е амазонската шума. Треба се престане со тоа. Апсолутно се согласувам, знаеш што пак тука треба да се запрашаме зошто тоа се случува. А се случува затоа што во Македонија, конкретно за Скопје, владеат богатите и богатите викаат, што ќе ти таму парк, зелено дрво, без изгради зграда. Зграда ќе ставиме пари во џеба, во на станчиња за нашите дечиња, а дечињата живеат во странство, никој не се враќа. Скопје стана град на духови. 30 и нешто %, третина од становите во Скопје се празни, зјаат празни. Секој има по 2 стана, не живеат во полот становите, никој не живее. Мислам, идиотизам е тоа, ама пак не ги обвинувам ја луѓето. Океј, до некаде и луѓето се криви што го прифаќаат тоа што купуваат станови, што наседуваат на таа логика. Не треба да и луѓето да ги ослободиме од вина. Апсолутно има луѓе што се виновни, ама генералниот виновник се бизнисмените и политичарите што им дозволуваат да го прават тоа. Да имаше власт во Македонија кој што се грижи за обичниот човек, немаше да дозволи тоа да се каже, да се направи. Ќе кажеше, нема бе, ја например да сум председател или што да е во Македонија, кажам нема градење више, стопирам градење и ќе кажам, ќе изградам 10 паркови во Скопје. Што сака, нека ме тужат, нека ме дадат на уставен суд. Кај сакат нека ме дадат, ќе градам парк, наместо зграда ќе градам парк. Си го земал земјиштето, многу ми е гај, ќе ти направам експропријација
наместо ти да градиш зграда таму, ја ќе изградам парк најмодерен, нека ме даде некој на суд, ќе видиме луѓето зад кого ќе застанат. Дали ќе застанат за тие корумпирани суди или и тој бизнисменот, или ќе застанат за обичниот човек кој што сака да направи нешто за човекот. Ама немаш такви политичари. И тоа е проблемот, што политичарите во Македонија се сите корумпирани, скоро сите, и тие работат за интересите на богатите, не работат за обичниот човек. Така што апсолутно се согласувам дека сечењето на дрвјата и градежната мафија све тоа е проблем, ама пак проблемот не е во обичниот човек, проблемот е кај крупните, кај капиталистите и кај политичарите, кон тоа што во тоа што Македонија и не само Македонија не е демократија, туку е олигархија. А дури твојата бивша партија го фати бранот и иако се нарекува левица, само со пропагирањето на десничарски, тешко десничарски идеи стекнува популарност и рейтинг. Апсолутно, че тука нема што, мислам го знаеш мојот став по тоа прашање, мислам дека забега многу со национализмот. Во последно време ми се чини дека малку како да се свртуваат, како да сватија дека направија грешка, гледа дека немаат простор веќе таму. Јасно им е дека ВМРО на некој начин ги искористи, испадна корисни идиоти, барем така ми се чини. И гледам дека сега завчера пуштиле закон за ограничување, пробале закон за ограничување на патни трошоци или укинување, што мислам окей, добра е таа идеја. Требаше тоа го направат пред 4 години, не сега. Тоа е проблемот што не го направија тогаш, не го направија сега, ама добро, боле ikad него никад. Ама ми се чини пред некој ден исто Пасиев ги критикуваше уставните суди што го поништија законот за данок на солидарност. Единствениот политичар во Македонија што го критикуваше тоа, мора да се признае. Мислам ја се разбира дека се уште имам забелешки многу кон нив, ама ми се чини дека малце како да сваќат и самите дека тој флерт со национализмот не им требаше и сгрешија со тоа и дека на некој начин работеше против нив и ми се чини дека малку пробува да се навртат кон оригиналните левичарски идеи, ама не знам, значи не сум Македонија, не ги следам до толку, можеби греша, можеби сега пак пробуваат и на двете страни да играат, ама генерално да, не сме еден од проблемите на левицата, генерално не само во Македонија, што често пати флертува со националистички идеи. Значи национализмот можел да оди со левичарски идеи, а во, не знам, пред 100 години, кога сме имале колонии, не знам, во Индија, кога Индија се ослободувала или некои други афрички земји кои се ослободувале, па дури на Балканот, кога сме биле поробени од турците, не знам, од австриците, можеле такви идеи да поминуваат. Национализмот бил еманципаторски, бил ослободувачки, бил на некој начин левичарски, ама не и во денешно време. Во денешно време апсолутно кога ти имаш твоја држава, не тие проблеми се проблеми ниту бугарите, ниту грците, ниту албанците, проблемот ти се олигарсите во твојата држава и политичарите кои што работат со нив, и тоа можеш да го критикуваш, а не на, не знам, двојазичност, промена на име, промена вклучување на бугарите во Уставот. И за тоа треба да се збора, не викам не, ама не сме тоа да ти биде главниот фокус. Особено не двојазичноста. Двојазичноста е сосем окей и треба да разбереме ние дека и албанците се државјани на Македонија и тие живеат во таа држава и затоа воопшто тоа прашање треба да го тргнеме на страна, тоа е затворено прашање, не треба да се навраќаме кон минатото. Сега имам 3 прашања, ќе се обидеме малце по кратко да ги одговориме. Ти живееш во Европа, јас живеам во Европа, а јас имам чувство дека ние никогаш нема да влеземе во Европска унија. Не толку за нашата неспособност за реформи и за евроинтеграција, колку што Европа е изморена од проширување и има сериозно своји проблеми. Еве сега имаше Трамп најава за царини, за челик и за не знам кои други производи од Европа со 25%, што значи Европа е заглавено во собствени проблеми. Имаш неколку месеци не може Европска комисија да направи што беше преседан. Така што мислам дека земји како Македонија се недецени многу повеќе. Едноставно невозможно е да станат членови на Европска унија. Твое мислење, твоја перспектива? Апсолутно се согласувам со се што каже, со тоа што би дополни со уште една работа. Мислам дека Европска унија на некој начин имаше неоколонијален поглед кон Балканот, кон нашиот простор. Пази, дури самата онаа теза Западен Балкан е одраз на тоа колонијално сваќање, затоа што не е тоа југоисточна Европа,
туку тоа е Западен Балкан. Дури ти самиот кога го постои прашање да кажа ја живеам во Европа, ти живееш во Европа, ние и Македонија е Европа, и Балканот е Европа, само што не е Европска унија. Да. И тоа е една голема грешка која што честопати луѓето ја кажуваат што Европа ја поистоветуваат со Европска унија, а не е точно тоа, затоа што Европа е многу повеќе од тоа. Ама тоа е одраз и на тој империалистички, односно неоколонијалистички однос на Европската унија кон Балканот, кој што Балканот никогаш искрено не го сваќала како дел од самата себе. За нив Европа е Западна Европа, се останато е провинција. Така што мислам дека и тоа е уште еден момент и зошто, на пример, не сакаат тие да го вклучат Балканот во Европската унија. Не е само поради ова што ти го кажа, и тоа е апсолутно точно, но го имаш и овој колонијален момент што за нив Балканот секогаш бил нешто друго. Можем да зборуваме за оваа теза долго време, но не сакам да трошам премногу време, затоа што кажа и кратко да одговараме, но сакам да кажам дека апсолутно, и тоа треба да го имаме предвид, дека Европската унија не сака да го вклучи Балканот поради овие, да кажеме, некои други мотиви. Не само тоа апсолутно, но и тоа е многу важен фактор. Сега една работа, две работи, односно ми остана од претходното интервју кој што ги дискутиравме тогаш и сакам да ги скоментираме малку. Првата работа е инфлацијата. Тогаш те прашав, значи бевме непосредно, се уште траеше таа ковид криза и се случува оние големи испуштања емисии на пари од централните банки, како во Америка, така и во Европа. И јас тогаш те прашав дали ќе има инфлација и ти имаше позитивни очекувања дека нема да се предизвика инфлација. Значи, првин се пуштија многу пари. Подоцна, кога почнаа сите големи поскапувања, кога суровините и енергенсите на светските пазари почнаа да се креваат во плафон, Европската централна банка, претпоставувам и ФЕД, ги крена каматните стапки, односно од помалку од 1% стана некои 7-8%, не го знам точно од број, мислам дека беа некаде околу 8%, што значи парите од банките стана многу скапи, што дополнително придонесе инфлацијата да оди во плафон. Моето мислење е дека главниот причинител на оваа инфлација не се одредени движења на пазарите, затоа што енергенсите се тие, начините на добивање на енергенсите и на суровините се тие, додека преголемата достапност на капитал, кој што нема покритие, придонесе до тоа да оно што се купувало со 1 евро сега се купува со 3-4 евро. Значи, не се согласувам со таа теза, види, тоа е стара теза, например, тоа е како прво десничарска теза повторно, која што последниве година-две се на некој начин рециклира, односно повторно се пушта, од страна на десничарите, не за Илон Маск и останатите десничари, но во суштина тоа е стара теза уште од Милтон Фридман, кој што има неговата теорија дека инфлацијата секогаш и секаде е монетарен феномен, односно последица на количината на пари во оптек, што апсолутно не е точно, затоа што ако ги земеш ти историски двете најголеми епизоди инфлаторни во последните, не знам, 100 година, последниот век во целиот свет, во Европа, кај сакаш, биле не последица на монетарни феномени, монетарни случувања, принтање пари, туку последица на глобални шокови. 70-тите години со нафтените шокови, 70-80 и сега повторно, не се само нафтени шокови, туку повторно цени на глобалните пазари. Значи, оно што го збор, точно дека имаше голема количина на пари пуштена во оптек, и за време на пандемијата, но и претходно, но и пред, да кажеме, војната во Украина, ама пази, таа огромна количина на пари во оптек е од 2008 година. 15 години беше таму, од 2008, не знам, до 2020, 10-15-12 години, и немаше инфлација. Инфлацијата во светот беше 1-2%, дури беше под историското ниво. Каматните стапки беа 0 сегде во светот, 10 години и пак немаше инфлација. Инфлацијата почна на крајот на почетокот на пандемијата немаше инфлација. Инфлацијата почна на крајот на пандемијата, кога всушност први се појавија проблемите со ние синџири на доставување, односно пошто целиот свет беше поставен така да се произведува се во Кина и во Азија, југоисточна Азија, каде што е ефтино. Поради пандемијата тоа се затвори и после тоа кога повторно се отвори, нели, кога се отворија границите, одеднаш огромна количина на работи требаше се транспортираат од Азија и од Кина до Европа, до Западот и немаше капацитет. Имаше ограничен број на бродови, ограничен број на персонал што работат на како се вика ports, не ми текна го заборив на пристаништата, се извинувам, имаше, значи, ограничен капацитет на пристаништата и на луѓе што работат таму и тоа ги крена цените
цените во првиот тој иницијален бран на крајот на пандемијата. После тоа почна војната во Украина и поради војната во Украина глобалните цени, дури малце пред војната цените почна да скокат затоа што очекуваа пазарите, се плашеа пазарите дека ќе има војна. Тогаш почна да скока и цената и на храната, но и цената на нафтата. Ако ги погледаш берзанските цени, те почна да скокат негде на крајот на 2021 година, уште пред војната, затоа што се зборуваше за војната. И пазарите не сакат кога се зборува за такви работи и почна да скокат. После тоа, што е интересно, и тоа значи беше вториот, да кажеме, предизвикател на инфлацијата, тој енормен скок на глобалните цени на храната, но она што е најинтересното е дека по неколку месеци глобалните цени се стабилизира, кога сваќа дека нема да има тука светска војна, дека војната ќе остане лимитирана, не знам, огромна, дека ќе се уништи светот и се тоа, цените и на нафтата и на храната се стабилизира, падна на нивото пред војната, пред инвазијата. Меѓутоа, цените нигде во светот, домашните цени нигде не се намалија. Зошто? Затоа што фирмите ја искористија ситуацијата и ги вивнаа нивните цени во небото и не сака после тоа да ги намалат. И затоа економистите почна да зборат, тогаш измисли еден термин greedflation, односно инфлација на greed, како би се рекол на македонски, лакомост или алчност, да. Значи фирмите, капиталистите беа премногу алчни, лакоми, ги кренаа цените повеќе отколку што е потребно и тоа и се види во профитите на фирмите. Профитите на фирмите 2022-2023 година отидоа до небо. На трговците. Банките пред се. И банките апсолутно, ама и трговците, не само банките. И значи тоа беше проблемот. И сега, значи главниот предизвикател, главниот двигател на оваа инфлација што имавме изминативе години не се парите во оптек, не се дури ни, не знам, проблемите со синџирите на снабдување, пошто тие исчезна после некој време, не е дури ни самата војна, затоа што по неја цените се намалија, туку се профитите на големите фирми. И затоа што затоа што тие големи фирми не сакаат луѓето да зборуваат дека тие се виновни за инфлацијата, тие ја пласираат тезата дека се виновни централните банки кои што испушле премногу пари во оптек. И тоа е проблемот повторно што тие наметнуваат нивна теза и луѓето ја прифаќаат таа теза наместо да го критикуваат вистинскиот виновник. Повторно тие прават замена на тези, секош капиталистите, десничарите прават замена на тези за да не се тие викат фатите го лоповот, дека тие се лоповите, тие се крадците и тоа е приказна, така што апсолутно, пази, види ги ти само профитите на фирмите, земи ги, сегде во светот, не само во Македонија, сегде во светот. Трговците, нафтените компании, енергетските компании, банките, сите други големи фирми пливаат во пари. И сега, и последните 2-3 години се обогатија. Не случајно земи ги најбогатите луѓе во светот. Нивното богатство од пандемијата до сега се дуплираше, триплираше. А обичниот човек, сиромаштијата во светот е зголемена, не знам, за милиарда луѓе, има може не милиарда, ама неколку стотина милиони имаме повише сиромашни него што имавме за време на пандемијата или пред пандемијата. Па тоа е таа перверзија, така што апсолутно не се криви централните банки тоа што имало премногу пари во оптек, него се криви овие алчните капиталисти кои што ја искористија ситуацијата и ги крена профитите, цените за да си ги дуплираат профитите. Меѓутоа пак не се криви само тие, криви се и политичарите што им дозволија тоа да го прават. И затоа мене ми е перверзно сега кога ќе видам во Македонија на пример политичарите и кажат ние се согласуваме со луѓето дека треба да има бојкот на маркетите во право се. Абе ти треба да забориш дека не си веќе во опозиција, нека ти јави некој дека не си веќе во опозиција. Ти си на власт. Твое не е да се согласуваш или да не се согласуваш со граѓаните. Твое е да носиш одлуки како да ги контролираш тие фирми. И пак не преземат никакви одлуки, затоа што и не сакат тие да ги на некој начин да ги ограничат профитите, односно да ги оданочат големите компании, затоа што тие се нивните бизнис другари. Тие само сакаат да имаат приказна што ќе ме пласираат на обичниот човек, за обичниот човек да каже да, овие стварно прават нешто, а во суштина тие ништо да не прават, односно да бидат добри со капиталистите, затоа што тие ги поддржуваат, им даваат пари, тие ги имаат и медиумите и ги поддржуваат и преку телевизијата и све останато. Така што мислам дека се тоа што го прави, например, сега можеби навлегуваме во дневна политика, можеби не сакаш, ама морам да го спомнам тоа дека тоа што го прави во Македонија моменталната влада со глумат некој лудило дека не знам што прават, ограничуваат марџи на фирмите, е само лош театар, лоша глума, знаат дека тоа нема да има никаков ефект, но токму и затоа го прават тоа, затоа што тие не сакаат да ги ограничат, да ги оданочат фирмите, трговците, тие сакаат фирмите да се богатат, само сакаат на некој начин да имаат некоја приказа да им ја пласираат на обичните граѓани. Да сакаат тие да им направат на некој начин да ги оданочат фирмите, немаше да дозволат да падне
да се поништи тој закон за солидарност кој што практично ги даночеше најмногу трговците. Ако видиш кои фирми беа даночени со тој закон за солидарност, тоа беа пред се трговците. 2/3 од фирмите беа трговците. И сега тие трговци на некој начин ќе си ги вратат парите, заработија милионски профити за време на кризата поради инфлацијата, додека стотици илјади луѓе паѓа во сиромаштија, и сега повторно тие ќе си ги вратат парите и нашите политичари им дозволија тоа да го прават, се договорија со Уставниот суд тоа да падне во вода, и сега ќе глумат луѓето ваму да трговците не се фер, бойкотираат. Сега тоа само лош театар кој што за жал повторно ќе падне на грбот на обичниот човек. Цената за тој лош театар ќе ја плати обичниот човек. Сега јас мислам дека тука има два проблеми. Првен околу скапите цени, недостаток на домашни производи, а домашни производи фалат затоа што не е само да се произведе производ во Македонија, потребно е да има 90% од тоа што е потребно за тој производ да потекнува од Македонија. Значи како што се суровини, како што е енергенси и така натаму, работна сила, а кај нас се сведе на тоа дека домашно е само работната сила, така што со домашна работна сила тој процент на пониски цени е речиси незабележлив. Значи, втората работа што сакам да ја кажам тука е коментар околу политичарите. Јас моето мислење да политичарите не само во Македонија секаде е многу ниско, а колку за илустрација би ги посочил поранешниот председателот на Европарламентот и некои други европарламентарци кои што беа фатени со торбички пари од Катар, од Мароко, кои што служија за подкуп за да донесат одредени политики, одредени закони, одредени уредби кои што одговараат на тие големи центри на моќ. Така што тоа беа фатени само тие што беа од Катар, тие што се од Европа или од Америка не се фатени, а се многу поголеми. Така, што значи доколку ние би го тргнале чаршафот кој што ги покрива овие работи, ќе откриеме многу скапана политика, така што моето мислење за политичарите се сведува на тоа. Значи едноставно тоа се луѓе без морална вертикала кои што не се во состојба да сменат ништо. Затоа што не можат да одолеат на тие безвредни шушки наречени пари. Последното прашање за тебе, Бранимир, кога разговаравме последниот пат, те прашав за биткоин и ти зборуваше во условно речено пејоративна смисла за биткоинот, а сега и тогаш беше некои си 30-40 илјади на берзите, после имаше сериозен пат каде што можеби твоите тези можеа да добијат на сила, и сега го гледаме биткоин некаде околу 100 илјади и го гледаме како прифатен во Америка, не само од Трамп, туку и едноставно берзите го прифатија како можност за тргување. Големите финансиски, да речеме, институции како што се Visa, Mastercard прават, значи, политики за прифаќање. Пред се зборувам тука на биткоин, подосна сите други блокчейн технологии. Така што дали твоето мислење се промени или се уште сметаш дека тоа се... Апсолутно не, истото мислењето уште повише зацврстено. Види, тоа е многу долга теза. Значи на почетокот ја памтам кога се појави биткоинот, и бев ја криптоентузијаст затоа што можеби го зборавме во минатиот пат, не ми текно, ама биткоинот се појави по финансиската криза од 2007 година, на некој начин како револт кон банките. И идејата беше на криптовалутите да се заменат банките, односно да наместо да даме милиарди на банките, ајде да направиме нешто децентрализирана валута или како да што и да е тоа, каде што ќе можеме ние да разменуваме пари, да тргуваме, да плаќаме без нив и на некој начин да не дозволуваме богатите да се богатат, него обичниот човек да имаме нешто што ќе работи за обичниот човек. Денеска го немаш и тоа. Денеска, не знам, 80-90% од биткоинот се во сопственост на најбогатите 0,01% од луѓето. Најголем човек што има најмногу биткоини, не знам, после Сатоши, веројатно е Илон Маск. Најбогатиот човек во светот има најмногу биткоини. Ако видиш, не знам, кој најмногу купува биткоини во последно време, тоа ти се, не знам, инвестицијските фондови, не знам, BlackRock-ово она и другите банки, така што она оригинална приказна дека тоа е, не знам, некаква си анархистичка алтернатива на капитализмот или не знам што, денеска не држи вода. Да не зборам за еколошките моменти, колку многу струја се троши и све тоа скроз непотребно. Значи, да не зборам за тие такви работи, чисто од економска, да кажеме од некоја основна економска теорија. Значи, ја доста сум работел монетарна економија, тоа ми беше една од специјалностите и за докторатот, работив и во Народна банка. Главното прашање тука што треба да си го поставиме е, као прво, дали биткоинот се пари?
Не, биткоинот не е валута моментално. Биткоинот не се пари затоа што парите, односно валутите, имаат едно основно средство, една основна цел, функција, а тоа е да бидат средство за плаќање. Ти кога имаш денар, можеш да платиш со тој денар, или евро, или долар, или што е да, или кредитна картичка, со биткоинот не можеш да плаќаш. Така што биткоинот во моментов не е средство за размена, така што тој во моментов не е валута. Има и други функции на валутите, но тој не ги задоволува ни тие други функции. Биткоинот во моментов е само средство за инвестирање. Тој не е средство за плаќање, не е валута, туку е уште едно средство, како што е на пример некоја акција на некоја компанија или не знам златото или нешто такво. Со тоа што и тука има една друга разлика, што тоа е средство кое што е многу поволатилно од сите овие. Например, некоја акција на некоја компанија имаш ограничување колку може да падне таа акција. Берзите имаат ограничување, ако паднат, не знам, берзите повише од 5%, например, се затвара берзата, нема више тргување. Тика и биткоинот го немаш тоа. Така што биткоинот е многу волатилно и нестабилно средство. Главното прашање што треба да си го поставиме е дали биткоинот има некоја корисна општествена функција или не. Ја во моментов не гледам. Кажи ми ти што гледаш корисно, што има светот корисно од биткоинот. Не може да се плаќа со него, не олесува никакви трансакции, ги прави богатите уште побогати, внесува нестабилност денеска може да биде, не знам, 100.000 утре да падне на 50.000. Единствената причина зошто биткоинот расте последниве месеци е Трамп Илон Маск, затоа што луѓето знаат дека тие се вложени, тие лично имаат корист во тој бизнис и ќе носат некои одлуки кои што ќе бидат во прилог на тоа тој да расне, затоа што на тој начин и тие самите се богатат. Може биткоинот да трајно да кажеме да стане нешто такво, ако го направи Трамп да биде средство за плаќање во Америка, како што направи Ел Салвадор. Ако направи нешто такво Трамп, тогаш биткоинот навистина ќе стане трајно некое средство, со тоа што и тогаш ќе треба подобро да се регулира тие флуктуации да му се намалат. Меѓутоа ја мислам дека тоа нема шанси да се случи затоа што на некој начин тоа е сечење на гранката на која што тој седи, затоа што првите што ќе изгубат ако биткоинот многу ојача, толку многу ојача стане средство за плаќање, ќе биде Американската централна банка, ќе биде Федот. Федот е во државна сопственост, мислам тој е на државата Америка. Федот не е приватен. Така што приватен. Не е точно. Не, апсолутно не е точно. Федот е државна институција. А порано некои од банките биле приватни, ама денеска Федот е државна институција кој го именува гувернерот. Гувернерот го именува државата Америка, го именува, не знам, Конгресот. Не го именува, не е тоа банка која што има своји акционери, кои што бират председател. Не, Федот е државен во Америка, така што тоа е на државата Америка. Тоа е голема заблуда кај луѓето дека Федот е приватна институција, апсолутно не. И тоа е на пример една значајна разлика меѓу Федот, меѓу да кажеме американскиот долар или Федот ако сакаш и биткоин, затоа што кај Федот ти сепак имаш некаква демократија, затоа што можеш да го смениш, знаеш кој е председателот и можеш да го смениш. Конгресот, Сенатот, кој да е таму, председателот го номинира, овие го гласат. Тика биткоинот немаш ништо такво, ти не знаеш ни кој стои зад него, ниту можеш да го смениш тоа. А главните таму веројатно се милиардерите. Така што, ама да не навлегуваме сега во тие прашања, одно што сакам да кажеме дека од политичка гледна страна нема, барем ја не гледам дека Трамп ќе направи биткоинот да биде средство за плаќање во Америка, затоа што Федот ќе биде многу против. Тој нема да го дозволи тоа, затоа што Федот е Американската централна банка. Така што мислам дека тоа нема да се случи. Така што моја теза е денеска ја давам, ќе видиме, ќе збориме за 10 години дека биткоинот најверојатно е еден голем меур, бабл, и дека целиот крипто бабл ќе пукне. Единствениот начин да не пукне е ако тие станат средства за плаќање, ама мислам дека тоа нема да се случи затоа што со тоа моќта на централните банки ќе се намали и на политичарите, тие нема да сакаат тоа да го дозволат. Моето мислење од друга страна е релативно различно од твоето, но го исправеца, тоа е дека сите големи технологии кои што се станати цивилни, во минатото се родени како војни технологии. Типичен пример интернетот. Така што мислам дека тоа е сериозна технологија која што намерно е родена во тие кујни, пуштена е преку изговорот, еве некој анонимен хакер го има направено, анонимен хакер да сака да го најдат до сега, ќе го најдат милион пати, не е најден. Мислам дека тоа е воен проект, пуштен да се развива, ентузијастите да вложуваат знаењето, интелигенција, да го градат, да го изградуваат, и мислам дека преку тоа му дадоа автентичност, а дека сепак на крајот служи на системот е самиот факт што кажат и кои се најголемите собственици на биткоин. Теоретски може да се користи како средство за плаќање, ама бидејќи има тие флуктуации во цената, повеќе го користат како финансиско средство, односно за инвестирање. Тоа е моето различно мислење.
Да, види, може би си има право, не викам, не ми звучи тоа нелогично, звучи до некаде логично, со тоа што не можам да кажам дали ја го мислам тоа или не, али не можам да кажам дека е тоа нонсенс, ама во секој случај мислам дека биткоинот не е нешто од што корист ќе има обичниот човек. За жал, на почетокот кога се појави, ја верував во него, бев еден од првите во Македонија што зборува за тоа дека биткоинот треба и да се не биткоинот, крипто треба да се и легализира, но и регулира, и пред се блокчейн технологијата. Блокчейн технологијата мислам дека има многу повише можности од самите криптовалути и пред се биткоинот. Така што за блокчейн технологијата се согласувам дека има огромен потенцијал и таа можеби во некој крајна инстанца и може да му користи на обичниот човек, ама биткоинот при останатите криптовалути за жал ја не гледам како му користат на обичниот човек, она што гледаме дека најбогатите луѓе контролираат поседуваат најмногу од него. Така, Бранимир, јас ти благодарам за ово гостување, да се гледаме почесто. Помина неколку години. Фала ти на тебе. Да, се надевам дека нема да чекаме толку долго следен пат. Така, имај убав ден, секој добро. Исто и ти, поздрав, чао.